перманентни оружени подвизи, со суптилна и мудра дипломатија, молскавично ги отстранив опасностите и тргнувајќи од едно зрно, од оцку, постепено и суверено, почнав да ја создавам својата македонска држава и да ја зголемувам во секој период. На запад ги победив илирите и остварив влијание на Бепир. На исток ги поразив тракијците, на север втасав до Дунав, а на југ со борба го обезбедив брегот на морето, што беше од големо значење за македонскиот развој. Потоа ја победив Тесалија и така натаму, кој ќе ги памети? Не беше една битка и не беше една победа. Сите овие зафати се само одраз на една голема идеја што ја поседував и ја носев многу од порано. Може би уште од самиот почеток на мојот голем македонски сон, да го направам мојот македонски народ господар на целиот Балкански полуостров. Оваа империјална програма беше подигната на највисок степен на мојата внатрешна и надворешна политика. Нашиот народ, нашето царство и воопшто нашата македонска лоза имаше широк поглед на светот, широк диапазон. Јас бев тој што го поканив најголемиот македонски филозоф Аристотел од Стагира да го воспитува и да го образова мојот син Александар, наследникот на мојот престол. Се што правев, го правев со една единствена цел. Улогата на Македонија да биде доминантна не само на Балканскиот полуостров и над Атина, туку воопшто во целиот регион. Јас, Кастиле, не сакав да ги обединам и атињаните по истиот принцип, како што тоа го направив со илирите и со тракијците во својата македонска империја. Току изнајдов една друга, мудра форма за нив.
и токму поради тие мудри и вешти форми бев наречен господар на дипломатијата. Тогаш целиот свет се восхитуваше од македонската дипломатија. Од сите своји идеи и планови ги држев мудро притаени длабоко во моето македонско срце и не чекав како ова мое сегашно поколение други да ми ја полнат главата. Оти таа секогаш ми беше преполна со идеи и со визија за доброто, за славата и за величината на Македонија. Извршив епохална реорганизација на македонската војска. Јас го воведов и го применив така наречениот кострој на борба. Реорганизацијата на пешадијата беше совршена, а да не зборуваме за славната македонска фаланга. Се што правев, се што сакав, го постигнував со добра војска, со добра дипломатија, понекогаш со шарм, чак пат со подмитување, зошто да не? Но претежно сите мои големи успеси се должат на мојот добар меч. Што се однесува пак до атињаните, до елините, или како што вие сега ги викате грците, во 346 лето Исократ, познат атински професор и публицист, напише едно панегирично дело за мене по име Филип. Тој во книгата го назначи, го потенцира, го акцентира моето славно потекло од прадедо ми Херакле, кој еднаш ја освоил Троја само за неколку дена. Потаму вели дека јас, за разлика од мојот голем и суров, јас би рекол храбар прадедо Херакле, би требало да му парирам со поголемо човеколюбие и наклоност кон атињаните. Доколку е возможно да сум ја уништел цела Персија, само не гледам во тој случај кај ќе ми појде човеколюбието. Ако е невозможно да ја уништам Персија, тогаш барем да сум ја отсекол Мала Азија, од Галиција до Синап, да сум формирал колонија за бездомните скитници и со тој бедем да ја заштитам Атина од исток, и така ќе сум добил голема слава и благодарност од атињаните. Како што гледате, и тогаш беа вакви. Само што тогаш, за разлика од сега, Македонија не беше село без кучиња, туку беше држава силна и голема со лапчиња. Тој интелигентен професор Исократ мора да бил голем идеалист, кога се надевал дека јас, Филип II, царот на Македонија, ќе го извлечам и ќе го кренам својот меч на Персија само за белите очи на Атина. Во меѓувреме Демостен обично ми помагаше со неговата антимакедонска пропаганда, со неговите итри и лукави и воглавно дрвени филозофии. И бидејќи раководењето на елинистичката политика беше во негови раце, тој Демостен ја вовлече Атина во војна. Се уште и ден денеска на државните гробишта Керамикос, близу Атина, со емоција се читаат стиховите испишани на гробовите на оние што паднаа кај Херонеја. О време, ништо човечно не може да ја прескокне глеткава. Затоа кажи им на сите каква несреќа може да ги снајде и како ние, борејќи се на бујотијанската историска рамнина, за да ја спасиме